одличен ритам сме на 14 минути после 12 часот. Го започнуваме третиот час од емисијата и одиме на тема спорт. Струга на големо се подготвува за 49-тото издание на меѓународниот ракометен турнир Струга 2021, кој што ќе се одржи, веќе знаете, на ракометното игралиште Горан Поповски Бабец од 12 до 15 август. Поради состојбата со пандемијата, годинава ќе учествуваат само домашни екипи, 6 на број, а ние како медиум ќе ги представиме сите. Во денешното издание на емисијата Play Cafe на Play Radio започнуваме со ракометниот клуб Бутел Скопје. Наш денешен гостин е капитенот на овој клуб Бојан Спасовски. Бојан, најпрво ви благодарам што одвоивте време со оглед на тоа дека сега сте и во подготовки. Ева можноста да ги поздравите слушателите на Play Radio. Хвала на поканата за радиото Play и поздраv слушателите. Така, вие сте еден од играчите со најдолг стаж во тимот на ракометниот клуб Бутел Скопје, на некој начин капитенски ги предводите, па ја имате целосната слика и за подготвеноста за овогодишниот ракометен турнир во Струга. Веќе ги знаете и противниците, објавени се и саатниците, односно термините на преварите и кој со кого ќе игра. Кажете ми колку сте подготвени да се борите за таа престижна титула победник и како течат подготовките овде во Струга? Па добро, ние знаеме дека пред недела дена почнаме со подготовки. У Скопје бевме неколку 3-4 дена, па добро дека се подготвиме подобра клима за разлика од Скопје. Така да Струга има, знаеме, македонски представници, со екипи, со тоа што знаеме дека се фаворити Вартар и Пелистер. Не е спорно, со тоа што се такмичиме, имаме дуел група со Струга, така да Струга се екипира, направи што според мене коректни и квалитетни играчи, така да чекаме добар дуел, ако не поминеме Струга, се надпреваруваме за тоа трето место. Се надејаме дека ќе играме на трето место од таа другата група. Така, се познавате доста добро со сите ракометари, така што верувам дека покрај надпреварувачкиот дел имате и добра дружба. Но да позборуваме подетално за вашата лична кариера. Вие неодамна го продолживте договорот со ракометниот клуб Бутел. 4-та сезона поред одлучивте да го носите дресот на овој тим, но оваа сезона нема да биде само последна со оглед на тоа дека најавувате крај на кариерата, но имате една друга поемотивна цел. Решивте оваа сезона да ја одиграте во чест на Марко Божиновски, млад ракометар кој што за жал почина неодамна. Имавте трагедија во клубот. Како ќе се одвива сето тоа, затоа што носите на грб едно ветување дека ќе играте, ќе победувате и ќе постигнете историски успех во чест на Марко? Да, како и претходната најава што, претходната изјава уствари, која ја дадов, и играм, може последната сезона, најверојатно. И таа ќе биде во чест како капитен или и со моите соиграчи се договоривме да биде во чест и почет на Марко. Што тоа дете стварно заслужува да биде тоа така. Овој клуб, да, емотивна ќе биде сезона за сите нас, уствари за мене. Дав некој ветување, големо ветување, што мислам дека и уверен сум дека ќе го исполниме тоа заедно со моите соиграчи. Така, со оваа 4-та сезона веројатно најавувате крај на кариерата. Кажете ми како еден спортист од ваш калибар се простува од својата најголема љубов кога ќе дојде време за тоа, со оглед на тоа дека предпоставам практично животот го посветувате на ракометот и тој ви е доста важен. Имате ли некој нереализиран предизвик, затоа што кога доаѓа крајот, најпрво се прави една ретроспектива на кариерата? Има ли некој клуб за кој што сте сакале да играте, а не сте успеале, или некој, например, да речеме, надпревар кој што нема да го заборавите? Па да, ракометов ме може една на големите љубов усреднили после фамилијата. 17-18 години се бавам со овој спорт, со оваа љубов. Така да секоја година се викам, кој изминативе години, викам секоја година се викам последна, така да влагам од 36 година, сега за некои 10 дена правам 36 години, така да ќе биде тешко да се опрости туку така лесно од таа, да речеме, на голема љубов. Така да ќе биде многу тешко, ама наверно ќе биде крајот, со тоа што некој предизвик, што знам, не сме имали некој предизвик, не знам што да ви кажам на тој прашалник.
Така да, ете, да одвојам некоја надпревари, имало доста добри надпревари, што би извел, не знам, ете, во нашиот клуб Бутел, што може да извојам таа победа на Металург пред 2 години пред короната, што таа беше најуспешна сезона за РК Бутел со самото влагање во Суперлига, со тоа што освоивме 4-то место во Суперлига, што се пласиравме во Европа и и да извојам дека игравме Final Four полуфинале Куп на Македонија. Така, што е доста голем успех. Да, размислувате ли можеби кога ќе завршите со играчката кариера да бидете тренер, да продолжите со она што всушност го правите, само сега да го предавате знаењето? Ние сега случај имаме више некој договор со управата, со менаџментот, така да на завршеток на кариерата наверно ќе бидам дел од нив, управниот одбор менаџментот, така да ќе бидам во Ракомедов и во најголемата љубов што имам према спортов. Так, со оглед на тоа дека сте споменавте, имате веќе 36 години и долго време сте во ракометот, сте доста искусен, можете ли да ни го пренесете вашето мислење за оние нови, млади и надежни ракометари кои што доаѓаат во РК Бутел и сметате ли дека кога ќе си заминете во играчка смисла, Бутел ќе остане во сигурни раце? Доаѓаат и доста млади, имаме и доста, и работиме со доста млади играчи, имаме и младински, пионерски, кадетски, речеме, школи да се нарече така. Така да работиме доста добро на младиве заедно со мене и постариве играчи што се од дел од клубов уште тука со мене, што најаме време и одвојуваме време пред све оние што ги имаме вези, им даеме време да им даеме совети, сугестии, некој искуство, пред све дисциплина, одговорност, нели? Ова време младите се малце знаеме малце. Баш поради тоа и ве прашувам, како беше кога почнувавте вие таа дисциплина, таа желба, таа љубов и сега, кога е време на социјални мрежи, кога е време на некоја, не знам така, кога сакаат да бидат популарни во смисла колку е ракометот љубов и дисциплина, колку е популарност? Тоа наше време, да речем, мале, никој бевме кога бевме деца, беше многу поразлично од ова време, со тоа што тогаш имаше, тоест немаше клубови току или со добри услови, да не кажеме од секој аспект, за тренирање или слајали и финансиски, така да ова време е доста помодерно, да не кажеме, и доаѓа уште потака, помодерно, подобро време, со тоа што младите се малце ценели социјални мрежи, поише со медиуми се услови, имат доста клуби, имат услови за работење, за млади може малце и полесно, сепак социјалните мрежи малце нели им помага. И помага, да. Така, јас верувам дека вие кога ќе ја завршите кариерата ќе им ја пренесувате онаа стара добра школа која што сте ја имале вие. Да позборуваме за крај уште еднаш за самиот турнир, колку сте задоволни од она што го гледате како организација, со оглед на тоа дека трае една традиција цели 49 години, вие не сте прв пат. Не сум прв. Може, не знам, може 4-та година ми е, или 5-та, не знам, не се сеќавам да навлезам длабоко, мислам дека 4-та, 5-та сезона, што играм на овој турнир со различни клубови, така да турнирот е доста добро организиран, но отворено, дека мислам дека го нема нигде во Балкан ваков турнир. Така да доаѓа доста и квалитетни екипи, нели со време на пандемијава, се претежно македонски екипи, претходно доаѓа доста странски, нели, и брендирани добри клубови, така да мислам дека е нека одличен турнирот за летниот период. Така, верувам дека ова ви е уште еден во групата предизвици, самото учество се разбира и пласманот кој што ќе го постигнете. Споменавте и кои се фаворити, но ние ќе оставиме простор секако да видиме што ќе се случува со оглед на тоа дека никогаш не се знае, ќе се видиме на самиот турнир затоа што ќе имам чест да го отворам истиот, така што ви благодарам што бевте дел од денешното издание на емисијата Play Cafe. Ние ќе ја следиме работата на ракометниот клуб Бутел и вашата кариера, па верувам дека ќе имаме и доста причини за повторно да ни бидете тука. Hvala за комплиментите, благодарност на поканата и поздрав до слушателите на Play Radio. Така, ги повикуваме уште еднаш да бидат дел од публиката со оглед на тоа дека Струга секогаш била љубител на ракометот и секако расадник на таленти кога станува збор за овој спорт. Тоа беше Бојан Спасовски, капитен на ракометниот клуб Бутел Скопје. Ние продолжуваме понатаму со супер музика.
Save me.